Добар ден, почитувани, време е за отвореното студио. За денес имаме една интересна тема, бидејќи сме месеци за подготовка на познатиот струмички, надалеку позната струмички ајвар и струмичката, односно зимската туршија, па дури и сладкото и мармаладото. Ќе зборуваме токму на оваа тема, меѓутоа на една поинаква тема. За тоа колку она зимница која што ја подготвуваме дома и по тие рецепти кои што ние ги знаеме, колку се тие здрави, односно дали тие имаат или пак воопшто немаат нутритивни вредности. Токму на оваа тема ќе зборуваме со нашиот и ваш веќе добро познат нутриционист госпоѓа Рената Галаска Василев. Добар ден најпрвен. Добар ден. Добар ден на сите гледачи. Мислам дека наша програма ќе допринесе за по-убави наши домашни зимници кои ги припремаме пред зимскиот период и дека многу ќе ви користе за поздраво да се храниме сите. Ми верувам дека нема струмичко семе па дури еве и нели на територија на цела Македонија кој што не подготвува барем мала доза на ајвар. Сите знаеме како тој се подготвува, колку тој термички се обработува. Еве од прва рака директно од вас да слушнеме дали тој е здрав, дали тој има внатре некакви корисни материи за нашиот организам и еве да речеме дали има пак некој здрав начин на подготовка на зимница, барем слична како на ајварот. Да. Па ајвар е, мислам дека и јас сам приметила дека е доста сакан како зимница, скоро нема фамилија во која не се праве ајвар и мислам во тај период сите во своји дворови припремат фамилиарно, сите се собират, помагат едни на други и се прават ајвари, дури се надпреваруваат кој подобри има рецепти, се е то убаво. Мислам тоа е доста вкусна зимница и како додаток до храна да ни разубавува нашата зимска трпеза. Меѓутоа мислам дека ипак доаѓа време кога треба нешто повеќе да извлечеме од наши прекрасни земјоделски производи. Значи, индустријска паприка е навистина богата со многу хранливи материи и не заслужува толку многу да га третираме со разни температури и со киселини, да ga вареме во несоодветни садови, често пати се случува во бакарни садови, за да не загорува. Значи, од една страна убаво што не загорува, меѓутоа од друга страна па бакар исто така е отровен за нашиот организам. Така да ипак треба да бараме некои други решења за припрема на зимница. Мислам дека добро решение и сам приметила дека веќе во светот се така припремат индустријските паприки, се користат сушене, значи не печене, се користат сушене паприки. Мислам, сакам да кажам дека јас лично немам го правено тоа, меѓутоа се уште има производи, може и јас да ги правам, да направам една мала доза и да се, мислам, споделам во некоја наредна емисија веќе и со моје лично искуство. Јас имам само пробано од друг некој што праве на тај начин и бев воодушевена од вкусот. Мислам се разликува вкус, меѓутоа според мене ни беше посодржајна, значи посодржаен вкус, поубав, но и пред се, значи се задржуваат сите хранливи вредности. Значи мелена паприка, сушена сушена паприка се меле во блендер и после се додават други зачини кои најчесто ги користите или последната рецепта вие што сте ја пробале, кои други зачини ги употребивте? Значи
Мислам, пак е тоа индивидуално, меѓутоа пак може јабуков оцет да се употребе, може да се употребе куркума, бибер, тие зачини, значи природни зачини кои се истовремено и како консерванси, значи тие се природни консерванси, бидејќи сите консерванси кои се употребуваат во индустрија, во масовно производство, фактички тие се извлечени активни материи од некои билки. Значи, некој може да каже, па што има разлика, еве, активна материја од, например, бибер или од карамфилче, извлечена хемијски и сега га ставаме, па што има разлика? Полесно е некој, нели, таков готов производ што консервира да додадеме, меѓутоа има голема разлика, затоа што та активна материја која га добиваме, например, од бибер или од карамфилче, она едноставно по свој хемијски состав, она е та, значи, тоа е таа материја. Меѓутоа, во природа наша е така замислена, така конструирана, што та една главна активна материја, она во природа деува заедно со други пропратни материи. Значи, там има и десетина други материи околу таа главна активна материја, кои на некој начин го подпомагат дејствието и тој е, значи, цел тај процес е согласен со закони на природа, тоа е се синхронизирани реакции и не постоа тука шанса за неко драстично оштетување. Нормално е и тука во природните консерванси треба да се запазуват дозите, рецепти, бидејќи и тука ако нешто предозираме и тука може да дојде до некој проблем, но никој пат нема да биде толку драстичен и толку сериозен да ни загрозува живот. Мислам, ретко се случува. Значи, некои ептен екстремни случаеви, каде нешто природен, некој консерванс, предозиран може да прави некои драстични промени во наш организам. Дали тоа накратко значи дека еверот нема хранливи вредности? Па така. И плюс е штетен за нашето здравје. Да. Значи, морам тоа да го кажем покрај тоа што ценам труд на сите домакинки и нивните желби да угодат на фамилија, да припремат нешто многу вкусно. Стварно, ајвер е незаменлив, многу е вкусен, по вкус е незаменлив. Меѓутоа, на вистина нема никаква биолошка нутритивна вредност. Значи, сите минерали се разложени, они веќе организам не може да ги користа, ни па витамини, а плюс додаваме и други оцетна киселина и други работи, што додатно фактички само запазуваат боја, значи запазуваат пред трулење, пред гниење, пред влегување на микроби, меѓутоа тие ствари немат никаква нутритивна вредност. Значи, посебно ако сакаме за дете на вистина да му пружиме нешто и вкусно и убаво, треба барам специјално за дете во помали количини да правиме алтернативни рецепти. Тоа решение. Да. Верувам дека еве поголемиот дел од нашите домаќинки веќе го имаат спремен на ајворот и не верувам дека нема да го конзумираат кога веќе е подготвен и некако традицијата останала. Има ли еве алтернатива на избалансирано конзумирање, односно дали кога ќе се конзумира со месо не е толку штетно, односно имаме некаков баланс, или пак еве да решиме да го конзумираме со варени јајца или пак со леп, која е најдобрата комбинација за да можеме да го конзумираме, а да не биде толку штетен, како што сме научени лепче, бело, топло, со сирење. Да. Значи така, кога веќе сакаме да го искористиме,
Treba da го користиме во комбинација со некои други здрави намирници кои деломично ќе спречат то негативно дејствие на ајверот. Значи, ипак, ако сакаме да го комбинираме со леп, да се погрижиме леп да биде здрава варијанта на леп. И пак, значи, поновно, лебот е доста веќе контроверсиен, може да се каже, значи, контроверсна намирница, бидејќи заради глутенот, фактички, значи, не се препорачува консумација, не само заради тие што се алергични на глутен, него и заради сите други, бидејќи и тие што не се алергични, они не се лишени од некои други негативни последици на мислам токсични состојки на глутенот. Така да ипак, значи, од сите варијанти, ако некој не може да се одлучи за стрикно 100% здрава варијанта на леп, бидејќи нема време да го прави или некои други причини, значи може евентуално да се консумира леп што е правен не со квасец, него со природен квасец, значи природен заквас. Тогаш се смета дека деломично, значи таа природна ферментација ги намалува штетните материи од глутенот. Меѓутоа, деломично, не целосно. Значи, за тие што не се алергични, може повремено да користат таа врста на леп. Меѓутоа, за деца јас би препорачила да се прави лепче од оризово брашно со комбинација, например, од брашно од просо, од хелда или наут. Значи, може да се прави неколку варијанти. Значи, основно брашно да биде оризово брашно и да се додават други врсти на брашно. Може да се направи навистина исто така вкусно лепче и сметам дека баш на мали деца треба да им се прават такви лепчиња за да се навикнуваат да стварат веќе други навики за поздраво исхранување. Здрави навики. Доколку го користиме со месо, да речеме, дали можеме да го конзумираме, да го избалансираме ајварот? Па да, мислам, исто така, таа комбинација од биолошки аспект е добра, значи комбинација на месо како извор на протеини, протеинска храна и зеленчук, таа комбинација е добра. Значи може исто така да се консумира, меѓутоа освен ајверот да биде додадена и салата. Значи, да, свежа салата, тогаш тие сите пробавни реакции ќе бидат на некој начин по-усовршени, по-лесни, да не бидат толку отежнати. Сега се надевам дека еве нашите домаќинки, посебно оние по-младите, ако така може да се рече, да обратат внимание до година, здравје Боже, да побараат некоја поздрава варијанта на подготување на ајварот, односно една слична варијанта со, како што рековте, сушени црвени пиперки. Тешко дека тоа ќе се искорени, меѓутоа барем ајде да започнеме и со додавање на зачините да дојдеме барем приближно до тој вкус или пак барем да се намали конзумирањето, односно колку количини конзумираме на ајвар. Една од како задолжителните зимници кај нас во Струмица, па еве и во цела Македонија, па мислам дури и на Балканот, е туршијата, односно зимската салата или закиселена салата, дали таа ќе биде од краставички, од зелка, па дури и други сите зеленчуци ги користиме во неа, па руска салата. Таа во неа се става и оцет, и ексенција, и конзерванси, винобрани, се се користи. Традиционално имаме на зимската трпеза. Како е со неа, дали таа има нутритивни вредности, дали таа е штетна за нашето здравје и нормално дали има алтернативно решение, односно да се подготвува на многу поздрав начин.
Да, значи поновно сите тие варијанти на зимнице поновно се привлачни по вкус и многу тешко да се одвикнат луѓе од такви туршии, бидејќи се навистина доста вкусни. Меѓутоа, мислам дека здравата варијанта не се разликува многу по вкус, значи пред се треба да се замене оцетна киселина и есенција, што мислам не треба да биде дозволена уопште, посебно поновно ќе потенцирам за деца, бидејќи мислам детски дигестивен систем ипак е понежен, значи тука треба посебно внимание. Оцетна киселина го извлечува влага од ткиво, од клетки, значи како прво на удар се цел дигестивен систем. И исто така кога ќе се значи оцетна киселина кога ќе се внесе во организам исто прави и во внатрешни органи некои дегенеративни промени, пред се врзува со хемоглобин, значи на тај начин може да се здобиеме и дури со потешки врсти на анеми, ако редовно употребуваме оцетна киселина. Така да ипак замена на оцетна киселина со јабуков оцет, што е природно ферментиран, е многу добра замена, бидејќи јабуков оцет не само што не ги прави тие сите штетни последици, него баш обратно, токму супротно делува до оцетна киселина. Значи ги навлажнува клетки, го регенерира црн дроб, изфрлува масти. Значи ние истовремено, јадејќи таква зимница, навистина ќе бидеме сигурни дека вистински внесуваме убави намирници што негуваат нашето здравје. Јабуков оцет влијае позитивно на притисок, на регулација на притисок, на регулација на телесна тежина. Значи, фактички сите физиолошки функции ги доведува до некоја хармонија, до некоја рамнотежа. И мислам дека чак и тие што ќе предозират, нема да има некои драстични последици. Значи, може некој пролив евентуално да добијат исто како од витамин С, а нема да има некоја штетна последица. Значи, безбеден е и за мали деца и за секој возрасен човек јабуков оцет. Исто така сол рафинисана обовезно треба да се замене или со морска сол или со хималајска сол. Други консерванси што се додава, значи тука е биберот, тука е карамфилче, тука е мушкатно оревче, ловров лист, значи ким, сите тие зачини се прекрасни зачини што содржат токму тие активни материи што се наоѓаат во винобран, во сите други консерванси, а не само што не штетат, него поновно убаво го негуваат нашето тело, а плюс то дават и некоја посебна арома, посебна комбинација на вкусеви. Значи, ги збогатуваме уште со некоја палета на вкусови, бидејќи сите тие содржат некои етерични масла што делуваат значи, убаво на нашите на чувство за вкус. Дали еве исто така има веќе нели оние кои што да речеме имаат навика или повеќе им се вкусни овие турши, многу е важно и да се намали нивното конзумација, односно еве да речеме можеби има луѓе кои што конзумираат дури и по цела тегла да речеме расолница или пак руска салата. Дали со намалувањето на конзумацијата и тука би помогнале за намалувањето на штетните влијања? Да, тоа е нормално кога јадеме умерени количини, значи главен оброк ни е
некој друг, припремен од поздрави намирници, да речеме, тогаш тие мали количини нормално дека нема толку драстично лошо да влијаат. Меѓутоа, јас пак потенцирам за да негуваме нови навики, значи да ствараме нови навики за поздраво исхранување, поздраво припремање на намирници, затоа што ипак кога така ќе бидеме индиферентни и кога ќе дозволуваме во мали количини, ипак човечки характер е ипак слаб, значи не може да одолее на некој вкус и ќе изеде повеќе и може да створе негативни последици. Ева сега се сетив за еден случај. Една моја пријателка многу сакаше да јаде све што е со оцет и толку тај вкус га привлекуваше, као дури кажуваше дека е зависна од вкус на оцет. И што се случи? Јас стално га предупредувах дека може тоа лошо да заврши. Она ништо не ми е, јас се осеќам многу убаво. И после доваѓа кај мене и кажува, јас имам нешто многу паднати еритроцити, многу нешто ми се врти свес и не се осеќам убаво. Значи, еве резултатот од претерување со такви употреби на такви големи количини на несоодветна зимница. А исто така, еве, спомнавте дека нели јаболковиот оцет е здрава замена за оцетот кој што се користи лексацијата, па и верувам дека не е скапо, односно цената не е толку драстична за да не може да се дозволиме. Значи, ипак е малце поскап, меѓутоа не е толку скап да не може да се дозволиме да направиме, посебно ако се работа за нега на нашето здравје. Фактички без здравје ништо друго не вреди, значи никаква највредна материјална ствар не може да се спореди со нашето здравје. Значи, ипак на прво место треба да финансираме во нашето здравје, а после да планираме други планови за други работи. Пред да одиме со благото, кое што исто така е задолжително на трпезата во зимата кај нашите домакинки, подготвуваме и сос, домашен сос во тегли, кој што најчесто се подготвува од домати, дали тој ќе биде рендан или пак во блендер, се вари и се подготвува сос. Колку е тој здрав, еве, во него нема материја дополнително освен сол, па дали тоа е здрав за конзумација или пак како може да се намали, доколку има штетно влијание, дали со помалку количински да го конзумираме? Да, значи, ипак, генерално може да се рече дека тај е во споредба со тие индустријски производи е барам не е штетен толку, затоа што там не внесуваме штетни материи, консерванси, оцетни киселини и така натаму. Меѓутоа, баш кога се работи за домат, во разлика од други зеленчуци, домат е најосетлив. Значи, тие минерални соединења, сите убави хранливи материи кои содржи домат, многу лесно се разлагат под влијание на температура. Други зеленчуци може да издржат дејствие на температура, додека домат има многу нежни хемијски поврзувања, многу подлежни на дејствие на температура. Значи, ние што кратко ќе го третираме со температура, веќе може да се каже 90% од минерали ги нема. Не, ги нема, да. Еве, како што пред малку спомнав, домакинките знаат да подготват и мармалад, и джем, и сладко. Знаеме дека се прави со многу шеќер. Дали тие се до некаде здрави за конзумација, како да ги конзумираме и нормално на самиот крај како превенција или пак како заштита, како да ги подготвуваме и доколку може да се подготват на здрав начин? Значи, пак поновно, намирница, главна намирница која го употребуваме, тоа е шеќер.
Бел шекер. Да, бел шекер. I ja sam protivnik uopšte na upotreba na blagi rabote, znači i duri tije zdrave varijante na šeker, pak treba da se upotrebovat incidentno. Znači da ne stvarame uopšte navika za blago. Zato što i zdrave varijante na šeker, ako gi upotrebujeme redovno, ipak organizam nije nesme po priroda stvorene, programirane taka da vnesuvame goleme količine na koncentrirane šekere. Videjki to je ipak šeker izvlečen od neko rastenje, što je koncentrirano. Znači, naš organizam ne može da prihvata, da prerabota odmah goleme koncentracije na šeker. Iako, na primjer, to je šeker dark muskovada, ovaj so melasa, znači tam ima i drugi materiji, prirodne materiji. Znači, na taj način tije drugite materiji ovozmožuvat metabolizam da bide po, kak da kažem, može da planski da se razviva metabolizam. Znači, organizam ne polesno go iskoristuva taj šeker, vidjeki ti drugi materiji, tam ima puno minerali koji go stabilizirat prisvojuvanje na šeker. Znači, nema toliko drastično lošo dejstve, međutim, redovna upotreba ipak del od tije šekera ostanuva neprisvojen i pak stanuva višok. I ipak može da prave, znači da stvara da se razviva ta negativna bakteriološka flora vo digestiven sistem i na taj način go namaluvamo naš imunitet. Znači, ipak šeker je to da bidat konsumirane incidentno, a ne redovno. Za redovna upotreba može da se upotrebat sušeno ovošje. Znači, sušeno ovošje je dobro, videjki ono je samo dehidrirano, sve drugo ostaveno nepromeneto, tako da može da se upotrebe i najdobro da go prethodno, da go natopime vo voda, za da se aktivirat enzimi, videjki taka enzimi se deaktivirane vo ta sušena sastojba, da gi aktivirame enzime, za da bide polesno prisvojljiv vo digestiven sistem i takvo sušeno ovošje može slobodno da se konsumira vo kombinacija da li so oris, da li so proso ili na mnogo drugi načine. Može da se prave i od sušeno ovošje, ako na primjer sakame da napravime da li marmalad za mačkanje, togaž od sušeno ovošje može da napravime eve za jedna nedela mala količina, koliko za dete da mu pružime, pak kako jedan vid marmalad može to sušeno ovošje da go natopime malce so voda, da go miksirame i pak da stavime nekoji karamfilče, cimetče, orevče i to će bide prekrasen marmalad koji sigurno će bide povkusen, nema da stvara plus to zavisnost kako šeker. Znači i na vistina dete kje go konsumira bez bojaznost deka kje dobije nekoji negativne posljedice. A da li da rečeme od slatkoj marmalad imame sozvetno ovoše koje što može da se napravi bez dodavanja na šeker? Da, na primjer, sliva je ovoše koje sadrže mnogo šeker i ja spravam marmalad od sliva baš bez dodavanja uopšte na šeker. Znači, jedno vreme pravav taka što na mnogo tivko prvo go smeluvav vo mikser, posle na mnogo tivko go dehidrirav i koga je dehidrirano, na kraj ke stava malce rum, cimet, karamfilče, znači tije ubave začine i nema vreo ušte stavam vo tegli, obrakjam na, mislim, obratno, da, i ostavujem da se izvladat i to je, mislim, bez konservanse, bez dodavanja na šeker, mnogo vkusen i dovoljno
благ мармалад, што мислам чак и тие што сакат благо, ќе бидат задоволени со блажината, бидејќи навистина по природа содржи слива многу шекери и доволно е тај вкус природен. Природна количина на шекери е доволна да го задоволи вкус на благо. Подготвуваме ајвар, лутеница, подготвуваме разни турши, кисели, салати, расолот е овде се мармаладите. Меѓутоа, се случува да речеме од оваа година не останува за наредната. Колку е тоа убаво да се конзумира, односно дали има рок на трајање? Не може доколку еве убаво подготвено, убаво затворено, можеби не прави нели не влегува воздух и не се расипува тоа што е подготвено, меѓутоа колку е временски период најдобро да се конзумира? Значи, генерално е основно правило на сите производи, што се направени дали од зеленчук, дали од овошје, дека рок на трајање е 1 година. Значи, ипак да не планираме поголеме количини, нема ништо штета ако ќе заврши порано зимница, да не се изложуваме и на много работа, и на много трошок, затоа што едноставно колко убаво да изгледа, колко задржана е боја, вкус, мирис, тамо после 1 година нема никаква нутритивна вредност. Сите витамини и минерали не се биоискористливи. Тоа значи накратко подобро да се направи колку што може да се изеде отколку нели да остане за наредната година, подобро е да се исконзумира порано, бидејќи знаат домакинките да направат многу повеќе отколку што е потребно. Имаме ние многу теми за разговор, ова е една вака интересна тема, моментално допирлива, се уште и се подготвуваат некаде зимници. Се надвам дека еве со ова едукативна емисија, со овие сите интересни информации, домакинките ќе застанат повеќе за здравото подготвување на храната и за здравите навики, посебно кај малите деца. Останува да ви се заблагодарам за денешното гостување и еве да им јавиме на гледачите дека повторно во некоја наредна прилика со некоја нова тема ќе бидете овде за да разговараме и секако тука сме за нив да им помогнеме во тоа што да одбегнуваат, што да конзумираат за да останат повеќе здрави. Да, јас може само накратко уште да кажам дека бидејќи е сезона за зелка, цвекло, значи во наредна програма може да поразговараме како на природен начин може да се направи зимница од зелка и од цвекло. Со природна ферментација, посебно цвекло, заквас од цвекло е многу вкусен и многу благотворен за нашето здравје. Значи во наредна емисија може тоа да биде наша тема за разговор. Ви благодарам уште еднаш и еве еден апел до нашите гледачи, доколку еве имат некоја тема на која што сакат токму со вас да разговарат или пак еве сакат вас да ве добијат, можете слободно да не контактирате на нашите веќе добро познати телефони или пак на нашиот мејл, слободно поставете ја вашата тема или пак прашањето кој што ве интересира до госпоѓа Рената, па во некоја народно издание ќе го одговориме или барем ќе ви помогнеме за да стапите заедно во контакт со неа. Ви благодарам за денешното време кое што го поминавте со нас. Се надвам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и дека успеавме да бидеме едукативни и да ви ги смениме вашите навики за подготвување на здрави оброци, а пред се на здрава зимница. Довидување до некое народно отворено студио.